Следејќи ја својата стратегија за паралелно лансирање на возила со електричен и конвенционален погон, BMW ќе освежи својата гама со новиот X2. Неговата еволуција му донесе атрактивен дизајн со купеовски заден дел со кој изгледа далеку поспортски. На радост на многумина во моторната понуда е задржан и еден дизел мотор. Треба да ги очекуваме и новата генерација на X3 и караванската верзија на серијата 5, кои исто така ќе бидат на располагање со електричен и дизел мотор. Освежување ќе добијат серијата 4 и M3, а љубителите на перформансите секако ќе ги привлекува новиот M5. Иднината на марката, презентирана преку Neue Klasse, треба да биде обликувана со сериското издание на првиот модел, кое можеби и нема да го дочекаме годинава. Експериментирајќи со директна продажба на своите возила, но сепак се уште со посредство на дилерите, Мини ќе освежи понудата со новите генерации на Купер и Countryman, кои првично ќе дојдат како електрични модели. На разочарување на сите љубители на марката, место во Англија, поголемиот модел ќе се произведува во Германија, а помалиот во Кина, од каде ќе доаѓа и сосема новиот Aceman.